Иако овакви микрофони повеќе долетуваат на концертна атмосфера, колку на конференција, ќе се обидам да искористам микрофонот во формат додека не се поправи безличниот. Почитувани представници на амбасадите и другите меѓународни мисии во Република Македонија, почитувани представници на судската власт, почитувани представници на граѓанскиот сектор. Голема чест ми е да ја отворам промоцијата на седмата анализа од Агенцијата примена на законите во група. Со наслов пресудите треба да се имплементираат. Драго ми е што не има во голем број и во доста репрезентативен состав, за да можеме да имаме квалитетна дискусија. Ве поздравувам во име на издавачот Фондацијата Отворено општество Македонија. И ова е, како што веќе споменав, седма во редицата анализи на законите кои што Фондацијата редовно ги издава во група. Овој пат два закона имаме на анализа: Закон за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права и Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Морам да признам дека одамна нема вклучително толку систематска и детална и информирана анализа. Анализата има амбиција да постигне повеќе цели. Општо кажано, амбицијата или целта на оваа анализа е да го оцени работењето на домашните органи кои што се надлежни за имплементација на пресудите и принципите на Европскиот суд за човекови права, но исто така и да оцени колку се применети препораките на судот за законодавните интервенции, значи за она што треба системски да се промени, за да такви аномалии во системот на заштита на човековите права не се повторуваат. Исто така, оваа анализа ги идентификува слабостите во системот кој што е воспоставен за имплементација на одлуките, но исто така и да даде некои корисни препораки кои што можат да се имплементираат, кои се спроведливи во пракса за оние проблеми кои што се лоцирани. По-конкретните цели на оваа анализа се да ја представи актуелната состојба во врска со извршувањето на конечните присуди на судот во Страсбург, да ги издвои јасно испратените пораки со овие присуди до македонскиот судски систем и до законодавецот, да се идентификуваат промените што се направени или треба да бидат направени како резултатот на извршување на одлуките и да се детектираат проблемите во извршувањето, како на конкретните, така и на општите мерки. Бидејќи анализата е навистина одлично ги постигнува целите, барем јас минувајќи низ неа таков заклучок, таа детално да прикажува актуелната состојба, дава јасни издржани препораки, дава исто така и интересни алтернативни решенија и заклучоци и отвара можност за отворена, квалитетна, информирана дискусија. За да обезбедиме таква дискусија или да отвориме, да ја наметнеме, имаме три реномирани говорници кои што може би се меѓу, ако не најповикани, меѓу најповиканите секако за оваа тема. Ќе ги слушнеме Нада Наумовска од правната програма на Фондацијата Отворено општество Македонија, проектен координатор во програмата, доктор Мирјана Најчевска од Центарот за човекови права и разрешување конфликти и господин Костадин Богданов, владен агент и директор на Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Од име на издавачот, сега ќе мора да го предадам микрофонот, од име на издавачот Нада Наумовска. Зошто баш оваа анализа? Зошто граѓанските организации се занимаваат со ова и дали мислиш дека е работа на граѓанските организации да го следат процесот на спроведување на одлуките и пресудите? Hvala ti Bojan. Dozvolite mi imena da ви поздравам и да ви се заблагодарам на сите учесници за вашиот интерес да се разговара денес на оваа тема, имплементација на пресудите на Европскиот суд за човекови права во Република Македонија. Еве како што ме повика Бојан, јас би го искористила оваа прилика да зборувам за тоа кој беше нашиот предизвик, зошто се одлучивме да ја
анализираме оваа тема. Пред се, и тоа предпоставувам на најголем дел од вас ви овде јасно, дека е дел публикацијата од едицијата примената на законите под лупа, веќе 7 издание и сите досегашни изданија, па и ова, се занимаваат со тоа како се спроведуваат клучните реформски закони во нашата држава, а кои пак се поврзани со почитувањето на човековите права. Меѓутоа, во овој случај не се занимаваме исклучиво со двата клучни закони во случајов, кои треба да придонесат за имплементација на пресудите. Меѓутоа, повеќе се занимаваме со тоа како Европскиот суд за човекови права ги оценува реформите кои ги спроведува Република Македонија и дополнително на тоа какви пак реформи предлага во своите пресуди. Ова анализа ја направивме со детално прегледување на сите пресуди донесени од страна на Европскиот суд за човекови права до крајот на декември 2012 година. Понатаму, значајната улога што имаат невладините организации при имплементацијата на пресудите е уште една причина за која се решивме да оваа анализа биде издадена во рамките на едицијата. Многуте невладени организации низ Европа, кои водат стратешки предмети, придонесоа за тоа да се зголеми почитувањето на човековите права во одредени сегменти, особено да се подобрат условите во затворите, почитувањето на слободата на изразување, на здружување, особено за невладините организации, пристапот до информации и други слободи и права. Меѓутоа, ваквите промени кои ги направија невладините организации немаше да значат ништо доколку последователно на ова не се дадеше фокус на како пресудите се имплементираат на терен, каква реално влијание имаат тие кои ќе бидат донесени. И во оваа сфера, според нас, невладините организации треба да имаат значајна улога, а тоа е или да прават одреден притисок врз властите за тие да ги спроведуваат одлуките на Европскиот суд за човекови права, или кога властите се заинтересирани за имплементација на пресудите, невладините организации да бидат на одреден начин да даваат соодветна асистенција на властите. И нормално за нас беше предизвик да се утврдат состојбите во комплексниот систем, правен систем кој треба да овозможи да ги гарантира човековите права и да дадеме соодветни препораки за тоа како во Македонија да се направи одредена институционална и системска рамка која ќе придонесе за посоодветна имплементација на пресудите. Толку ви кажала во овој момент, така што Фала многу. Како што можете да видите на нашата агенда, имавме најавено присуство од представник на Министерството за правда. За жал, во последен момент утрово бевме известени дека сепак нема да може да дојде заменичката министер за правда, Илјана Душковски. Инаку ќе беше интересно, бидејќи Министерството за правда има клучната улога и во меѓуресорската комисија и во предлагање на, односно законодавната иницијатива, но сепак благодарност до господинот Богданов, кој што сепак е представник на Министерството за правда. Одиме понатаму. Главните наводи и клучните препораки од оваа анализа се навистина детални, содржат многу информации, како што рече Наде, во детали ги разгледуваат пораките кои што ги испраќа судот во Страсбург преку пресудите. Доктор Најчевска, проблемите се бројни, препораките за подобрување исто така. Дали мислите и како мислите дека е реално да бидат спроведени и кои би биле приоритетите? Дали што прво, што потоа од сите тие препораки и проблеми? Благодарам многу. Мене ми западна оној тежок дел да се обидам една навистина многу комплексна анализа, да ја зместам во неколку слайда, со кој што не претендираме да прикажеме што има во анализата, туку да ја отвориме дискусијата.
Плюс тоа во вакви моменти како секогаш нели техниката не изневерува и оние најпрекрасни облачења кои што мрдаат, скокаат, трипаат наоколу, нема да имате можност да ги видите, за жал. Меѓутоа, се надевам дека тоа нема да пречи во отварањето на дискусијата. Она од што тргнавме е токму тоа, дека пресудите на Европскиот суд за човекови права се имплементираат, односно треба да се имплементираат, меѓутоа не само тоа. За нив треба да се разговара, да се коментираат, анализираат и се разбира, ако сакаме, и да ги наоѓаме нивните слабости и добри страни. Сето тоа за да можеме да обезбедиме што е можно повеќе права, зашто е можно повеќе луѓе. Значи не се работи тука за оправдување или неоправдување, прифаќање или неприфаќање, туку за отварање на расправа која што ќе ни овозможи на тамошен напредок во оваа област. Во оваа анализа се опфатени нормативните и институционалните промени направени во Македонија, предизвиците во остварување на мандатот на институциите, практиката на извршување и практиката на постапување по препораките содржани во пресудите на Европскиот суд за човекови права. Целите на анализата се да помогне. Значи, оваа анализа е направена за да помогне во градење на систем на полесна и поефикасна имплементација на се оно што е содржано во овие пресуди, односно одлуки. Исто така, едно од целите или неколку цели се однесуваат на внесување на законски, институционални и практични промени кои што би требале да се направат во Република Македонија со цел да се постапи согласно овие пресуди и сето тоа за да можеме да го зајакниме системот на заштита на човековите права, односно да постигнеме намалување или превенција на прекршувањата, односно соодветно обештетување на жртвите доколку не можеме да ги превенираме прекршувањата. Пресудата на Европскиот суд за човекови права прво и основно значи дека државата нешто сгрешила. Државата не е исполнила обврската која што ја превзела согласно Европската конвенција за човекови права и заради тоа треба да одговара, да најде начин како да го поправи тоа што го сгрешила и да најде начин да се намали можноста таквите грешки да се повторат. Тоа значи дека некому му е повредено некое гарантирано право. Тоа значи дека правосудниот систем не успеал да го заштити човекот, односно направени се такви грешки на заштитата кои што би требало во моментот да бидат поправени. Обврската на државата започнува во моментот на правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права. Таа почнува со правичната оштета. Оваа правична оштета не е всушност парична надокнада за материјалната содржина на правото за кое што станува збор. Значи не се однесува оваа правична оштета на самиот процес кој што претходно се водел од страна на странката, туку ова е оштета затоа што не е било заштитено правото на странката во текот на процедурата. Значи само е оштета заради тоа што правосудниот систем на Република Македонија не успеал да и го заштити правото на одредена странка, тоест на одреден човек. Потоа, обврска на државата е да направи поврат во ситуацијата пред да биде повредено правото, односно да ги отстрани последиците кои што настанале со повредување на правото на човекот кој што се жалел пред Европскиот суд за човекови права, доколку не може тоа да го направи, да дојде до соодветно обештетување. И секако нешто што многу често го забораваме, мерки и промени кои што треба да се направат за да се спречат истоветни или слични повреди во иднина, при што тие мерки се однесуваат како на легислативата, така и на практиката. Пресудите на Европскиот суд за човекови права се извор на право, што многу често се заборава. Да речеме, кога станува збор за имплементацијата на членот 6 од Европската конвенција за човекови права, што е она што можеме да го најдеме во пресудите на Европскиот суд за човекови права.
Прво, укажување на временски проблеми или, како што се спомнува во некој од пресудите, организирање на правниот систем. Потреба од такво организирање на правниот систем, кој што ќе овозможи адресирање на временските проблеми. Тоа значи, многу често, дури и многу децидно, многу експлицитно кажано во пресудите на Европскиот суд за човекови права, дека донесувањето на законските решенија не значи по автоматизам и постоење на ефикасен правен лек. Значи, треба менување во практиката, подзаконски акти, гледање на ефективноста и ефикасноста на законската промена во пракса, за да може Европскиот суд за човекови права да заклучи дека навистина е направена соодветна промена. И исто така во ова организирање на правниот систем се спомнува дека мора да се применуваат ратификатите, како заклучок може да се изведе дека единствена примена на законите е она кон што треба да се стремиме и пресудите на Европскиот комитет за пресудите на Европскиот суд за човекови права мораат да се сметаат како извор на правото, дека е греска направена Европската конвенција за човекови права. Имплементацијата на членот 6 од Европската конвенција за човекови права укажува и на некои суштински проблеми. И тоа тие во некои пресуди се адресирани како сериозен недостаток во правниот систем и може дури да се окарактеризираат како илузорност на правото, односно на правниот систем во Република Македонија. Или, ако судската одлука не биде спроведена, се смета дека судечкиот суд, судот кој што во прва инстанција донесол пресудата, не ја завршил својата работа. Кај нас многу често се смета дека со донесување на пресудата е завршена работата на судечкиот суд. Се занемарува процесот не само на жалбената постапка, туку пред се на извршувањето на пресудата, односно она што се вика потполна сатисфакција на човекот кој што бил дел од одредена процедура. Постои многу воочлив дебаланс во полза на власта и тоа многу јасно се истакнува во пресудите на Европскиот суд за човекови права. Многу често се зборува дека судовите се кријат зад ненадлежноста, зад одолговлекување на процедурите кога станува збор за случаи кога власта се појавува како тужена странка, односно државата се појавува како тужена странка, спрега со јавниот обвинител. Дури, тоа можете да го прочитате во анализата, во една од пресудите на Европскиот суд за човекови права стои дека во доказната постапка треба со голема воздржаност да се прифатат сведочењата на високи функционери на власта, тогаш кога тие сведочења се насочени кон одбрана на делувањето на одредени државни органи кои што се предмет на одредена процедура. Меѓутоа, сведочењата на високи функционери на власта во моментот кога ги критикуваат или ги оспоруваат решенијата на одредени државни органи, треба да бидат многу внимателно земени во предвид, односно да им се поклони многу голема верба. Проблемот на слободната судска оценка и на доказите, односно непостоењето на правила на доказната постапка, е нешто што континуирано одново и одново се спомнува во пресудите на Европскиот суд за човекови права и тоа може да се подведе под еден збор дека формата, процедурата е многу важен елемент на судскиот процес. Препораките и упатствата на судот во однос на неколку други членови, кои што се најчесто членови кои што се предмет на жалбените постапки пред овој суд, можеме да ги сумираме во неколку елементарни наоди, а тоа е прво проблемот на одговорноста за постапките на државните службеници. Имено Европскиот суд за човекови права свртува многу големо внимание дека имаме проблем
во текот на судските постапки со утврдувањето на одговорноста на државните службеници и тоа како од процедурален, така и од материјален аспект. Специфичната тежина на изјавите на високите функционери, која што ја спомнав, отсуството на темелна, соодветна, ефикасна и ефективна истрага, која што многу често индицира постоење на тортура. При што во пресудите на Европскиот суд за човекови права дури се спомнува дека и не е важно во одредена постапка дали навистина имало тортура или немало тортура во одреден случај. Дури има пресуди каде што Европскиот суд за човекови права експлицитно вика од сето она што можеме да го видиме е јасно дека најверојатно немало акт на тортура. Меѓутоа, самиот факт дека не е спроведена соодветна процедура, дека воопшто не е спроведена соодветна истрага, веќе е проблематичен и покажува дека може да има индикации за направена тортура. И она што многу често ни го забележуваат во пресудите е дека јавното обвинителство не се менува и случаите одново и одново се повторуваат. Односно, многу често во пресудите се вика дека јавното обвинителство се потпрело во својата одлука само на информации кои што ги добило од државните органи. Притворот е едно од најстарите болки во Република Македонија и е присутен во пресудите на Европскиот суд за човекови права. Таму во неколку наврати се вика дека мора судот постојано да ги преиспитува основите на притворот во текот на целата постапка. Не само по барање на самите странки. Самиот треба цело време да испритува дали има потреба се уште да се држи некој човек во притвор и тоа заради тоа што според Европскиот суд за човекови права секогаш мора да има фаворизирање на слободата наспроти на притворот, затоа што човекот кој што обвинетиот за кој што се води процедурата мора да се смета за невин се додека не биде донесена соодветна пресуда. Експлицитно во пресудите се вика дека притворот не смее да биде казна. Тоа што експлицитно се употребува овој термин, тоа значи дека Европскиот суд за човекови права утврдил дека притворот во Република Македонија се користи како казна и судот утврдил во неколку случаи дека не смее да има колективни решенија за притворот, односно кога се станува збор за група на обвинети не смее да се изречи и групно решение за нивни притвор или за продолжување на притворот. Многу се интересни. Се префрламе на ова или? Да. Добро. Многу се интересни пресудите кои што се однесуваат на слободата на изразување и во врска со ова јас си дозволив само да извадам два цитати од две пресуди на Европскиот суд за човекови права, кои што мислам дека се неверојатно актуелни во моментот. Според едната вика дека слободата на изразување е применлива не само за информација или идеја која е општо прифатена, или се смета за ненавредлива или рамнодушна, туку исто така и за онаа која повредува, шокира или вознемирува. Значи, Европскиот суд за човекови права смета дека слободата на изразување треба да се однесува токму на овие начини на изразување кои што повредуваат, шокираат или вознемируваат поголем дел од јавноста. И вика, улогата на властите во такви околности не е да ги отстрани причините, односно да ги отстрани идеите, изразите кои што повредуваат, шокираат или вознемируваат, туку плуралитетот се состои во тоа да најде државата, да најде власта начин како да обезбеди спротивставените групи кои што имаат различни идеи да се толерираат меѓусебно, односно да можат заеднички да екзистираат. И препораките се однесуваат на три области.
Прво, активности кои што подразбираат промена на актуелниот нормативен систем и тоа поврзан директно со транспонирањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права, прво во однос на законот за извршување на одлуките, препораки во однос на актуелните институционални решенија и во однос на оперативната обработка и дистрибуција на информациите поврзани со пресудите, кое што го воочивме како неверојатно голема болка. Втората група се однесува на менувања или воведувања на конкретни правни принципи во законодавството и во практиката, значи малку пошироко надвор од конкретното законодавство кое што се однесува на транспонирањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права и тие се однесуваат прво на внесување на принципи на единство на постапките, кое што би ги адресирало проблемите на различни начини на водење на постапки во Република Македонија, ограничена ределегација која што придонесува за развлекување на постапките и пренесување, односно оној систем на пинг-понг играње со странките. Принципот на нареден ден, кој што е многу интересен и кој што подразбира дека кога ќе се прекине расправата на главното рочиште, следната расправа не се закажува по месец дена, по 3 месеци, по 6 месеци, туку се закажува за наредниот ден, на кој што начин вистина ефективно ќе го намалиме траењето на процедурите. Постоење на докази, односно правилник за докази наместо поклонета верба, која што е дел од она максимално искористено слободно уверување кое што постои во нашиот правосуден систем, процедури за независна истрага и секако минимум притвор. И последната група на препораки се однесува на некои коренити промени во разбирањето на правниот систем и тоа во сферата на казнената или селекциона регулатива, во она што представува одговорност на судиите кои што суделе во случаи кои што дошле и кои што биле пресудени од страна на Европскиот суд за човекови права, одговорност на јавните обвинители кои што биле инволвирани во донесување на одлуки кои што се оспорени од страна на Европскиот суд за човекови права и проширување на пристапот отворена врата и спрема други меѓународни судови, а не само спрема Европскиот суд за човекови права. И јас би завршила со она што започнав, дека дефинитивно пресудите на Европскиот суд за човекови права треба да се коментираат. Имплементацијата се состои и во нивна анализа, и во нивна критика, и во се она што представува промена и во законодавството, и во практиката на Република Македонија. Благодарам. Голема благодарност до авторката на оваа анализа за навистина исцрпното представување на сите нејзини аспекти. Инаку анализата има уште еден автор, господин Сашко Тодоровски е со нас, така што може подоцна и тој да даде своje ведување и свој придонес. Од официјалните извештаи на Европската комисија може да се види дека Македонија минатата година, крајот на минатата година, имала околу 960, односно точно 969 активни случаи пред судот во Страсбур, од кои 341 биле нови во 2012 година. Мора да признаеме дека е тоа навистина сериозна бројка, која што бара сериозен ангажман од институциите. Клучна оперативно-стручна улога во тој систем на застапување на државата, но истовремено и спроведување на одлуките на Европскиот суд за човекови права има владиниот агент, популарно кажано, или Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Со нас е директорот на ова биро, господинот Костадин Богданов. Во анализата е наведено дека има двојна улога или до некаде конфликт на интерес помеѓу улогата на бирото како од една страна застапник на државата пред судот во Страсбур, од друга страна како главен субјект за спроведување на одлуките кои што се пресудени во Страсбур. Практично секогаш помеѓу интересите на државата, интересите на
тужителите, односно на странката. Господине Богданов, како се справувате со оваа двојна улога и со оваа завидна бројка на случаи? Благодарам и од мене. Сакам прво да ги поздравам сите присутни на почетоков и да изразам задоволство што вака масовно се дојдени да предискутираме за овие теми во однос на самиот суд за човекови права и во однос на имплементирањето на пресудите како можеби позначаен дел од целата фаза на поврзана со Европскиот суд за човекови права, од причина што ако една пресуда остане неизвршена, практично е голо право и нема никаков ефект. Сакам исто така да се заблагодарам и на организаторот за поканата, значи особено тоа да бидам воведничар, што еве на некој начин не возможи на бирото денеска fair trial по член 6, односно еднаквост на оружјата, што би се рекло. И исто така да се заблагодарам и на авторката на оваа анализа, на професорката Најчевска, значи најмногу од аспект што е, да кажеме, редок труд од оваа област, кој што се зафаќа со оваа материја, која од секој ден станува се поактуелна, причина што гледате на телевизија, мислам сите странки, поединци и така натаму, во најголем број случаи кои што не се задоволни од судските одлуки, мислам последно кога ќе го завршат својот говор, кажуваат сега нели ќе одам и до Страсбург и веќе тоа како модерно да стана во последно време. Накратко не би земал многу време, ќе се обидам само во неколку минути да кажам која е нашата работа, која е на меѓуресорската, за да имате некој вовед, а потоа во текот на дискусијата нормално секој ќе може да се јави за збор, па и ние, мислам, ако треба нешто да се дополни, да објасни и така натаму. Затоа што барем за дел од податоците кои што се вметнати во анализата, не можеме да се согласиме, значи ние како биро, особено во статистичките податоци, кои според нас не се одесвуваат со официјалните извештаи на Комитетот на министри во делот на извршувањето на пресудите. Меѓутоа и некако, мислам, анализата е одлична, единствено што само што во делот на препораките од пресудите, оној вториот дел од анализата, можеби принципот на вадење заклучоци од поединечни пресуди, односно од поединечно кон општо, не се одедствува за праксата на судот и воопшто за да се вречат генерални заклучоци. Мислам, ќе се обидам да објаснам и во овие неколку минути зошто сметаме дека е така. Нормално ќе има после дискусија. Значи, Македонија од 1997 година ратифицираше конвенцијата, така што тогаш практично ја прифативме надлежноста на судот. До 2011, додека јас бев именуван како владин агент, практично владиниот агент постоеше и претходно во Министерството за правда, меѓутоа тој беше на ниво на државен советник, значи државен советник, повлака владин агент, немаше посебен орган, ниту посебна функција како таква, инаку називот владин агент не е, значи тоа е унифициран назив кој што го применува цел Совет на Европа, односно судот, government agent, меѓутоа не во смисла дека јас ја презентирам владата, па во тој смисла владин агент, туку повеќе по соодветен назив може да би било државен агент, бидејќи јас ја представувам државата таму и во сите постапки домашни, каде што има повреди, значи пред административните органи, пред судски органи, пред било кои органи, значи и Уставниот суд и така натаму, ако има тврдења за повреда на правата, сепак, значи ние сме како представници, што значи, мислам тоа сакам да го појаснам на почеток, бидејќи доста имаат погрешен впечаток во однос на функцијата. Како што кажам, значи 2011 јас бев именуван со новиот закон, беа донесени два закони, тие подробно се опишани во анализата, нема потреба да навлегувам повеќе во нив. По функција сум и член на меѓуресорската комисија, со која што претседава министерот за правда, што значи дека најголемиот терет за нас, барем согласно законот, е во делот на застапувањето на државата, значи додека еден предмет е тековен, односно не падне пресуда, да кажам, која би станала правосилна. Меѓутоа, законот предвидува и понатаму наша надлежност, која што не сметам дека представува конфликт на интереси, затоа што и јас лично и ние како биро
Многу ги почитуваме пресудите на Европскиот суд за човекови права, значи понекогаш и гледаме и кога ќе не биде доставен предметот на одговор дека има повреди, значи дека ќе биде тешко или невозможно да се одбрани предметот, меѓутоа мораме да браниме од причина што во голем број од предметите се тестира, како што каже и професорката Најчевска, самиот правен систем. Што значи, ако ние ја признаеме повредата, значи многу ретко од апликантите се сложуваат во такви покомплексни случаи на спогодби. Обично спогодби правиме само за разумен рок. Меѓутоа, во останатите предмети самите апликанти не прифаќаат спогодби или признавање на повредите, затоа што очекуваат пресуда која што подоцна нели ќе им послужи како основ за преотварање на постапките, бидејќи споменато и во анализата и ЗКП, и ЗПП, и ЗОУП, и ЗУС, сите постапки предвидуваат повторување на постапката врз основа на правосудна пресуда од Европскиот суд за човекови права, каде е утврдена повреда по член 6, односно во делот на фер судењето. И од тие причини самите апликанти ги чекаат пресудите, меѓутоа мора да напишеме нешто, значи не можеме да не браниме ништо и да го оставиме гола одбраната, иако знаеме дека ќе го загубиме предметот, што навистина ни е тешко, меѓутоа, како што кажав и на почеток, кога ќе стигне пресудата, таа не се однесува само индивидуално за апликантот, иако на него му отвара доста можности да се ремедира ситуацијата, меѓутоа најголем дел од пресудите утврдуваат системски грешки, односно не системски грешки, системски недоследности, да кажам, каде што тоа се случува во сите европски држави, значи еве сега последните пресуди што излегува од судот се против Германија, Холандија, Англија, Италија, значи не представува тоа осуда на правниот систем, во смисла вие имате лош правен систем, лошо правосудство и не ве бива како држава или сте недемократски, бидејќи најголем дел од пресудите се, еве статистички ако видите, се токму против најдемократските држави, да кажем. Односно, еве избирката утре што ќе издадеме за пресуди по член 10, односно слобода на изразување, и цитатот што беше даден од страна на професорката Најчевска, тоа се све пресуди во најголем дел против Англија, Германија, Шпанија, Италија, каде што имаат констатирано повреди во тој дел. Пресудите, значи најчесто, како што кажав, се проблемите многу поретко се односно индивидуални, најчесто се системски, такви системски проблеми се анализирани од страна на професорката. Најголем број проблеми имавме со должина на постапка, значи некаде околу 70 до 80% предметите кои што доаѓаат до минатата година, да кажам, беа во врска со должина на постапката, и тоа граѓанската постапка, и кривичната, и управната, значи сите три постапки. Тие од една страна се, да кажам, најлесни за нас за извршување, од причина што судот бара таму само да се во делот на извршувањето, значи индивидуалните мерки, да кажам, се состојат само во плаќање на одредена парична надокнада, која што ја досудил судот, додека општите мерки за сите тие предмети се исти, и затоа Комитетот на министри ги групира во групи, односно должина на постапка во граѓански спорови се една група, должина постапка во кривични постапки се друга група, и од сите тие стотина предмети колку што имаме останати за извршување, некаде околу 60-70 се групирани во три групи. Тоа е должина на парнична, должина на кривична и должина на управна постапка и работни спорови, а останатите 20 се предмети кои што, да кажам, пресуди кои што не се во контакт со должина на постапка, или пак има должина на постапка проблем и некој друг проблем, односно некој друг член кој што предвидува и бара од нас и други индивидуални мерки, освен голо плаќање на доместот на штета. Генералните мерки се состојат и се состоја, и сметам дека во тој дел за должина на постапка ги ремедиравме доста работите. Тоа го извлекувам како заклучок и од моите контакти со Европскиот суд за човекови права, каде што ни потврдија дека веќе многу мал број на апликации за должина на постапка стигнуваат во судот, што се должи на две работи. Првата работа е што апликантите сега, потенцијалните апликанти, мора да одат до Врховен суд и да го искористат правното средство кое што им стои на располагање за должина на постапка, и кое судот во одлуката Аџиспирковска се произнесе дека е ефикасно.
домашно средство, односно домашно средство кое што апликантите пред да одат во Страсбург мора да го искористат пред да ја поднесат апликацијата, па евентуално доколку не се задоволни од сумата која што ќе им ја даде Врховниот суд или пак воопшто им го одбие барањето, дури тогаш може да се стекнат со виктим статус, односно евентуално да тужат во Страсбург. Меѓутоа, од друга страна, па судот во Страсбург е многу толерантен во однос на сумите, така што дозволува на сите, не само на нашата држава, туку и на сите држави кои што го имаат овој length of proceedings remedy, односно средство задолжена на постапка, скоро сите го имаат веќе имплементирано е сумите домашни кои што ги дават тој орган да бидат да кажам дури некогаш и до 60% помали од она што им го досудил Страсбург. Значи доколку Страсбург на некој би му досудил 2000 евра задолжена постапка, доволно е нашиот Врховен суд да му досуди негде 700-800 евра и судот во Страсбург ќе смета дека е тоа доволно и доколку понатака поднесе апликација во Страсбург и бара над тие 800 евра, значи известно е дека таа апликација ќе му биде отфрлена бидејќи го изгубил статусот на жртва со досудувањето на тие 700-800 евра, без оглед што Страсбург во слична ситуација би му дал 2000 евра. Исто така беа направени голем број на законски промени врз основа на реформата од 2005-та, која што беше зацртана, значи знаете беше Законот за парнична постапка во неколку наврати изменет. Беа направени измени во делот на исклучително можам да кажам во делот на забрзување на постапките и особено и со новите измени од ЗПП за запишување на конкретни рокови и така натаму. Ние имавме еден генерален проблем кој што беше во сите пресуди за парнична постапка констатирано од страна на судот, а тоа беше безбројното враќање на предметот низ сите три скалила во правосудството. Значи предметот одеше прв степен, втор степен, врховен, па ќе го врати пак на прв, втор, трети, така во 4-5 сета. Значи предметот одеше до врховен и назад, што траеше со години, и односно и со децении. Значи имавме предмети кои што биле започната постапката 78-9, а завршила 2006-7 во парнична постапка. Значи три генерации на тужители ја преземале еден од друг постапката. Сега за да се спречат тие појави, значи најпрво беше вметнат членот 351 во ЗПП став 3, каде што и даде задача на апелација да кажем доколку повтор пат веќе доаѓа предметот во апелација, во тој случај без оглед дали станува за суштинска повреда на одредбите од постапката или недоволно утврдена фактичка состојба, во тој случај апелација не може втор пат да го враќа предметот на прв степен, односно мора самата мериторно да го реши и доколку не смета дека недоволно утврдена фактичката состојба, мора сама апелација да отвори расправа пред апелација, значи нема да се врата на прв степен за преотварање на расправата, што во голема мера ги скрати самата постапка и време траењето. Меѓутоа во новиот закон се предвидени конкретни рокови и она што е значајно за судот во тој дел е да нема ситуации во кои што домашните органи во текот на постапката не преземаат ништо. Значи судот нема табела па да каже 2 години е неразумно или 3 години е неразумно или 6 години е неразумно. Имало предмети кои траели 12 години, 10 години, па биле оценети како разумни, со оглед на суштината на предметот, значи каде што имало огромен број на сведоци и така натаму, биле одржани преку 100 расправи и така натаму. Значи домашните органи биле активни, правеле вештачења, сослушувале сведоци, имало расправи и така натаму. Меѓутоа во нашите предмети, барем по најстариот закон кој што се применуваше, особено до 2006-2007 ми се чини, док да дое првата измена на ЗПП, имаше ситуации каде што судовите по 2,5 години ништо не преземале. Значи поднесена е тужба, првата покана за прва расправа стигнува после 2 години и 2 месеци. Значи предметот 2 години и 2 месеци се стоел во судот. Или пак е даден предметот на вештачење, после 2 години стигнало вештачењето. Или пак е отиден во апелација, има второстепен одлука, па апелација додека да го врати на прв степен, на повторно разгледување, поминале 3 години. Значи во тој период ништо не се презема и од тие причини тука судот практично ги наоѓа повредите кои што беа кај нас чести, а кои што сметам дека со новите измени, бидејќи има пропишано точни рокови на постапување, веќе да кажам и свеста кај судиите далеко на повисоко ниво за овој проблем должина на постапка и сметам дека ќе се ремедира.
Покрај должината на постапка, втора работа која што беше вака покомплицирана, да кажем, и поголем број пресуди каде што имавме, беше нееднаквоста на оружјата во делот на член 6. Прво, во смисла на барањето за заштита на законитост, тоа го акцентираше и професорката Најчевска во делот на постапувањето на обвинителот. Значи, не беше перцепирано дека обвинителот ја штити државата или дека е во некоја корелација со судот. Во тие пресуди, поготово во Бочварска пресудата, беше констатирано дека самото средство, БЗЗ, представува нееднаквост на оружјата, бидејќи зависи од самата диспозиција на обвинителот. Се работи за две приватни странки кои што водат меѓусебно спор, и сега одеднаш обвинителот се замешува на барање од некој од странките и бара предметот да оди до врховен и врховен да решава, може и да не бара, односно нели да го отфрли иницијативата за БЗЗ. Таквата поставеност на обвинителот во случај кога се работи за две приватни странки спор, судот го оцени како, и тоа не само за нас, тоа го оцени за Србија, го оцени и за Хрватска и за Русија, односно за сите источноевропски земји кои што ова средство БЗЗ го имаа во своите системи, вклучително и ние како наследници на Југославија, така што требаше сите овие источноевропски земји кои што го имаа БЗЗ-то да го укинат како правен лек. Тоа го направивме и ние. Знаете дека во Законот за парнична постапка повеќе нема барање за заштита на законитост како вонреден правен лек, токму како последица на овие пресуди, кои што вордингот беше употребен и за сите останати држави. Значи, пак ќе повторам, тоа беше проблем на сите овие источноевропски земји кои што го има тоа средство како такво. И определени повреди имавме во делот на кривичната постапка, особено исто така во нееднаквоста на оружјата, односно присуството на јавниот обвинител на расправите на седниците на апелација и на Врховен суд, додека обвинетиот и осомничениот не се повикуваше. Исто така имавме една интересна пресуда во делот на решението за притвор, каде што обвинителот барал ефективен притвор, меѓутоа истражниот суд одредил куќен притвор. Обвинителот поднел жалба на тоа решение, барајќи ефективен притвор, меѓутоа де факто поради кратките рокови тие жалби не се доставуваат до обвинетиот, што значи дека обвинетиот се вратил дома да почне да биде во куќен притвор, и одеднаш дошла полиција на врата и му рекла: ти се смени одлуката, одиш во шутка, не си дома. Така што во тој дел да не се достави таквата жалба и да нема можност да даде одговор на жалба на обвинителот, во случајов осомничениот, се сметаше за нееднаквост на оружјата во делот на притворот, и во тој дел новиот ЗКП предвиде доста измени. Со одлука на министерот за правда од пред неколку месеци и јас бев ставен во таа комисија за измените на ЗКП, на новиот ЗКП, и така што овие проблеми, сите практично пресуди и мани кои што беа констатирани во системот, а кои што до негде може да останат со новиот ЗКП, ги ремедиравме сега, така што во овој дел е предвидена обавезно жалбата да се достави до осомничениот. Во другиот дел предвидовме во новиот ЗКП обавезно присуство и на обвинетиот на расправата пред апелација и пред Врховен суд. Значи, секогаш кога ќе се вика обвинителот, секогаш да се вика и спротивната странка. И конечно се предвидува во новиот ЗКП и доказно рочиште, бидејќи такви предмети имавме каде што искази од истрагата беа користени на главна расправа, без да има можност да се cross-examination да се направи на сведоците. Меѓутоа се е предвидено доказно рочиште во новиот ЗКП и така натаму и така натаму. Мислам да кажам, ги согледуваме кои се проблемите, се обидуваме да ги решиме колку можеме. Почна и институционално тоа да функционира преку меѓуресорската комисија, чија што прва средба беше во ноември 2012. Навистина е краток периодот да може да се изнесе некој темелен заклучок дали меѓуресорската функционира или не функционира, или може подобро да функционира, бидејќи имаме одржано само 3 состаноци. Во некои заклучоци се согласувам со професорката дека квалитетот, да кажам, и нивото на меѓуресорската, иако е предвидено министри да присуствуваат таму, секој состанок полека како да паѓа. Значи, вториот состанок беше со државни секретари, па третиот со раководители на сектори
па значи може и до раководители на оделенија да стигнеме, што само по себе не е идејата на меѓуресурската да биде нели некоја политичка позадина, да кажам, кога ќе се упатуваат пораките и до судовите и до органите, да имаат поголема тежина. Меѓутоа, еве со деловникот предвидовме јадхо комисија, значи да го спуштиме нивото на меѓуресорската комисија, да може да се повикаат сите инволвирани странки, во вклучително и тужителите, во тие договарања како да се изврши една пресуда, така што мислам дека контурите се поставени. Пак ја кажам, рано е да се направи некоја всеопфатна оценка, меѓутоа добро е што се тргна, што се почна. Значи прво и тоа што ние како биро, како посебен орган сме формирани, како посебено тело е формирано и меѓуресурската за извршување, значи сето тоа го немаше до 2011 година и мислам дека не на повисоко ниво, далеку повисоко ниво и свеста и на судиите и на сите актери во правосудниот систем, па и не само во правосудниот и кај органите управни во однос на значението на конвенцијата и одлуките на судот и дека истите треба да се извршат. Јас тука би завршил, мислам имам многу за зборење. Имаме еднаквост на оружјата. Да. Ви благодарам многу, господине Богданов, навистина исцрпно излагање за искуството или за позицијата на Бирото за застапување на Република Македонија. Имаме околу 1 час за дискусија, дебата за вклучување на сите присутни. Анализата ја добивте однапред, предпоставувам, најголем дел од вас имавте шанса да ја погледнете и секако може да ја коментирате, може и да поставите прашање на некој од излагачите или авторите. Само би ве замолил, бидејќи навистина сме во сериозна бројка, да бидете што поконцизни и поконкретни во вашите и коментари и прашања, да не пременуваат повеќе од 3-4 минути, за да имаме време што повеќе луѓе да слушнеме и да вклучиме во дискусијата. Повелете? Судија? Да? Добро. Не, јас само ве погледнав, не рекам. Повелете. Благодарам. Дозволете ми прво да поздравам изготвување на една ваква книга во која што авторите се обидале доста голем дел од проблемите да ги детектираат и да покажат на кој начин државата се впушта во извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права со едно навистина провокативно име на книгата. Пресудите треба да се имплементираат или се имплементираат. И едното и другото мислам дека апсолутно мора да се свати во насока на она што значи обврска и карактер на пресудите и обврска на државата да ги извршува одлуките. Извршувањето на одлуките секогаш било проблем и е проблем малку што во самото извршување не учествува судот, туку мониторингот го прави комитетот на министри и тука фактички доаѓа до еден одреден проблем. Меѓутоа, со последните измени и со протоколот 14 и особено давањето на значење на субсидијарниот принцип, Комитетот на министри може да бара и советодавно мислење од Европскиот суд точно за таа пресуда, барајќи што во суштина судот сакал со таквата пресуда, затоа што сметаат тие дека не секогаш е многу јасно, што мислам дека барем досега за Македонија не било проблем, и она што е многу важно, се поголемиот притисок да се врши, односно да се исцрпува тој субсидијарен принцип, што значи дека македонските судови, сите, вклучувајќи го и Уставниот суд, се повеќе и повеќе треба веќе да ја применува директно Европската конвенција за човекови права. Ја мислам дека професорката оној слайд што го покажа беше баш така како што треба. Примена на Европската конвенција, а таја се врши преку примена на праксата на Европскиот суд за човекови права. Што се однесува до она што значи
ефективност во имплементирањето или ефективност во извршувањето, мене ме запрепасти бројот од 6,6% на извршени одлуки, а другото неизвршени одлуки. Во овој број, тоа е на страна 33, колку што јас успеав да видам, значи во овој број највеќе влегува пријателското спогодување, кое што сакале или не сакале, мораме да признаеме дека тоа не представува некој проблем. Јанева беше на почеток проблем, заради тоа што одреден износ од камата не беше исплатен, меѓутоа кога се парични средства во прашање, нема проблем и тука е значи бројот 6,6 каде што стварно нема проблем во извршувањето. Што станува со другите предмети? Што станува со оние предмети кои што во суштина не се извршени? Јас еве ќе посочам две-три прашања кои што мислам дека ќе можат по-конкретно да ја сватат важноста на ова што е денеска започнато и потребата понатаму да се работи на овој проблем. Значи да се гледаат пресуди, да се дава некое мислење од стручната фела и се разбира Министерството и Комисијата да ги прифаќа тие гледања и да постапува имајќи ги во предвид особено во оној дел што значи легислатива. Се повеќе и повеќе се наметнува прашањето на ефективен правен лек во отстранување на непостоење на единствена судска пракса. Од почеток уште е веќе укажано на некои предмети дека Врховниот суд е тој кој што има проблеми со изедначување на судската пракса. Се спомна БЗЗ-то дека е отстрането и се направи споредба со другите источноевропски земји. Тука ја не би се сложила заради тоа што не е апсолутно исто како кај другите земји, значи ние имаме овде можност за елаборирање и она што особено беше важно што преку можноста на БЗЗ-то се правеше или имаше еден правен лек за изедначување на судската пракса. Сега фактички кај граѓанската постапка тоа е апсолутно голем проблем и покрај тоа што согласно ЗПП, Законот за парнична постапка, постои можност апелационите судови да укажат на тоа. Меѓутоа, што станува кога не е уедначена судската пракса кај Врховниот суд? Последната одлука против Македонија на некој начин укажува на тоа, каде што станува збор за неуедначена судска постапка кај апелациониот суд. Меѓутоа, ако не се најде во многу кратко време некој правен лек кој што ова ќе го отстрани, мислам дека ќе имаме големи проблеми, кое што е врзано за работа на судовите, па и ако сакате врзано за независност и непристрасност. Од друга страна, БЗЗ-то е присутно во кривичните постапки и БЗЗ-то е присутно во управната постапка. Значи, идејата дека тој правен лек ние сме го отстранили од граѓанската постапка за да покажеме дека сме во тренд, според мене, мислам дека многу не држи и покрај тоа што мислам дека мора да се најде некој ефективен правен лек во отстранување на овие повреди. Повторување на постапката во дел од кога судските постапки во Страсбург ќе завршат е една работа и втора работа за која што мислам дека многу повеќе треба да се дискутира, што со законските промени кои што државата треба да ги донесе. Ако се анализираат многу предмети, мислам дека ќе се види дека државата има многу голема обврска во тој дел. Што прави и како прави, веројатно идните предмети ќе покажат. И еве еден од тие предмети, Ел Масри, кој што јас се обидов
да видам до каде и до што е извршувањето, меѓутоа и тука има проблем и како државата во тој дел ќе се справи, јас навистина не можам воопшто ни да замислам. Должината на постапката, рековте дека е решен. Должината на постапката кај Врховниот суд не е решен. Имате пресуда на Европскиот суд за човекови права кој што точно детектирал постапка пред Врховен суд кој што е 3 години и тоа го смета за непочитување на стандардите. Што значи дека и тука ќе треба наскоро да се најде некој лек каде што и тоа ќе треба да се овозможи странките да го бараат како ефикасен правен лек и да го исцрпуваат. Гаранцијата во теорија и професорката спомна, илузорните права се далеку од тоа што значи исполнување на државата во своите обврски што се превземени од членот 1 од конвенцијата. Масовноста на некој начин беше поздравена. Јас повторно нема да се сложам тука заради тоа што јас овде не гледам судии, не гледам обвинители, односно мал број, не гледам обвинители, не гледам адвокати, значи оние кои што ја прават суштината на она што значи потреба од имплементирање, потреба од извршување, потреба од примена на Европската конвенција за човекови права не се тука. Повеќето се луѓе кои што овој проблем го знаат, го детектирале и еве, присутни се и учествуваат. Ние сега ќе издискутираме, меѓутоа до каде тоа ќе оди и што понатаму во врска со презентираните и детектирани проблеми е нешто кое што треба да се следи и да повторам, се повеќе и повеќе треба да се работи на ова поле и да се елаборираат сите можни начини за да може на некој начин да се извршува она што е предмет на пресудите. Благодарам. Благодарам, судија Цаца. Инаку, голем дел од работите кои ги споменавте, особено во однос на потребата од законски измени или пак директната применливост на конвенцијата, се опфатени и во препораките. Во првиот дел, првата група на препораки, имаме конкретни предлози за тоа како да се изменат и законот за извршување на одлуките и актуелните институционални решенија во системската поставеност на меѓуресорската комисија и бирото. Исто така и во обработката и дистрибуцијата на информациите се предлагаат конкретни мерки и акциони планови и објаснување на пресудите и активностите што треба државата да ги превземе. А исто така и се предлага проширување на пристапот отворена врата испрема други меѓународни судови, не само према Европскиот суд за човекови права. Така што се надеваме дека ќе допрат овие препораки таму каде што треба. Дали имаме некој друг заинтересиран за коментар? Повелете. Ево, јас ќе се представам Петар Аневски, член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Инаку, зад себе имам долгогодишно јавно обвинителско искуство, во основно јавно обвинителство во Битола, тука во Скопје во обвинителството за организиран криминал. И би сакал да кажем нешто многу кратко. Имаше една констатација дека јавниот обвинител не се менува. Мислам, тоа е една општа работа која треба во иднина сите субјекти во правосудството и, да речем, на вакви собори да се изфрлува. Секој јавен обвинител си е посебен субјект. Значи имаме јавни обвинители и јавни обвинители. Огромна разлика. Имаме јавни обвинители, честни, вредни, кои работат, кои се трудат, кои дословно го применуваат законот за крична постапка, правилниците за внатрешно работење на обвинителствата и така натаму. Има јавни обвинители кои тоа не го прават во доволна мера. Поради овие причини имавме правилник за оценка на јавните обвинители, кој беше доста стар, меѓутоа е баш колешката до мене која сега седна, изготвувавме
правилник за оценување на јавните обвинители, нов правилник, тој е нацрт, и на вистина тука ќе дојда до израз доколку тој влезе во законска процедура и да се применува, ќе имаме соодветни јавни обвинители кои што ќе напредуваат според своите заслуги. Јавните обвинители кои не им е местото во јавното обвинителство, еве вие сите знаете дека сега има веќе постапки и се вода кришни постапки токму против јавни обвинители заради злоупотреба на нивната положба. Понатом да кажам нешто за должината на постапката, еве конкретно за кришната постапка. Мора ние да знаеме дека не зависи должината, трајањето на должината на постапка во прв степен на судење или во жалбена постапка и така натаму или по вонтрени правни лекови. Огромна е одговорноста на Министерството за внатрешни работи, на финансовата полиција, на царината и сите оние кои стојат на страната на законот и со благовремено и навремено обезбедување на докази. Да знаете дека ќе се скрати доказната постапка или должината на трајањето на кривичната постапка. Еве еден пример ќе ви кажем. Доколку секторот за внатрешни работи во одреден град не го сработи одреден предмет, одреден криминален настан. Знаете колку ќе траи таа постапка? Првично, не се обезбедени докази, не е извршен увид од истражен судија, не се собрани докази, одредени докази на законит начин, таа постапка, еве јас ќе ви кажем, ќе траи години. Затоа што на другата страна имаме одлична адвокатура и сега во Македонија е така. Адвокатурата е многу добра. Тоа се луѓе кои произлегле од суди, јавни обвинители и така натаму. Ги ловат грешките на јавните обвинители, на полицијата, на судот. И тука мислам дека во вакви случаи, кога ќе имаме проблем, должината на постапката ќе си трае со години, бидејќи необезбедување на доказ благовремено, сослушување на сведоци тогаш и така натаму, тоа ќе биде многу тешко. Поднос на притвор, спомнавте представникот од Министерството за правда, ефективен притвор, куќен притвор, тоа многу зависи од регион во Македонија до друг регион. Имаме места каде територии во Македонија или надлежност на тие судови, каде што може да се примени мерката куќен притвор, имаме каде што не може да се примени мерката куќен притвор. Секако дека навистина треба да се залагаме притворот да трае што помалку време и да се изрекува само тогаш кога е неопходно или па да се применуваат други мерки кога тие се поблаги, а може да се оствари целта на кривичната постапка. Навистина држат некои забелешки дека требало да се примени поблага мерка, се применила потешка мерка и во однос на трајањето на притворот. По однос на образложението одамна се зборува тоа дека навистина и јас сваќам таа тежина. Јавниот обвинител кога предлага притвор, тој не го определува истражниот судија сега во сегашните рамки. Она што ќе го напиши во образложението од барањето за истрага со предлог за определување на мерка на притвор, тоа е многу кратко и се задржуваме на најбитните елементи или најбитните оние суштествени работи кои треба да ги има за да се определи таа мерка. Меѓутоа нас не зачудува и фактот што и истражните суди не стават ништо повеќе од она содржано во предлогот на јавниот обвинител. Значи, всушност се повторуваат. Тоа треба навистина да биде отстрането. Меѓутоа, треба да бидеме и свесни дека во државата организираниот криминал и корупцијата се завземаат се поголем замав. И дека е многу тешко да се бориме со тој криминал доколку немаме соодветни луѓе на соодветни места. Ако јавниот обвинител предложи
одредени мерки, а да не бидат прифатени, или, например, кај одредени кривични дела нужна е мерката притвор. Еве, ќе кажем кај членот 215, тоа е за недозволено производство и така натаму со дроги. Редовно на главен претрос оние сите сведоци кои што дале искази во текот на истрагата да ги именуваат дека тие не купиле дрога, дека не нарачале и така натаму. Тоа исто кај други кривични дела, трговија со луѓе и кримчарење на мигранти. Многу тешко ги повторуваат исказите и сега ќе биде голем проблем доказната постапка која доколку дојде до судење, доколку нема спогодба за вина. Јас мислам дека сега како што е состојбата, во овај дел ќе имаме големи проблеми. Спогодување за вина нема да ти прифатат странките кога 50 ќе кажем посто се изрекуваат условни осуди. Јавниот обвинител ќе предложи ефективна казна затвор или нека биде најминимална. Никој нема да прифати кога знае дека кој ќе на главен претрес, ќе се одовлекува постапката и ќе добие условна осуда. Еве, јас толку кратко да не одземам повеќе време. Благодарам. Благодарам обвинителя. Инаку во нашава представена анализа има и дел, особено во вториот дел на препораките, втората група на препораките, каде што се предлагаат коста конкретни идеи за обвинителството, во делот на воведување на темелни и прецизни процедури за независна истрага, и промени во Законот за кривична постапка, за полиција, за јавно обвинителство и за судови, особено во адресирање на препораките на Европскиот суд за човекови права за членот 3 од Конвенцијата или заштита од тортура, забрана за тортура, во делот на воспоставување обврска за известување на јавниот обвинител за секој случај на нанесени повреди или смрт од страна на државни службеници со посебни овластувања и обезбедување независна истрага, воспоставување полиција на јавното обвинителство како независно од Министерството за внатрешни работи. Исто така секоја жалба која индуцира тортура или малтретирање од страна на државни службеници со посебни овластувања би требало да се прави по службена должност, а не да зависи од иницијативата на оштетениот или од трета страна. И конечно зголемување на овластувањата на јавниот обвинител во истрагите во кои се осомничени или обвинети овие лица со посебни овластувања и обврска за брзо дејствување и јасна процедура за продлабочена истрага и изнаоѓање докази. Ова е многу интересно во полза и против осомничениот, односно обвинетиот. Значи да се бараат докази подеднакво и во полза и на терет на товар на осомничениот. Дали имаме некој друг за коментари, за прашање? Многу кратко да ви кажем, и во сегашниот закон за кривична постапка, Го има тоа. јавниот обвинител собира докази и во корист и секако оние докази кои го товарат. Мислам, нема некоја голема разлика, меѓутоа сега ќе имаме од право на одбраната, значи на адвокатите и така натаму, да спроведуваат така наречена паралелна истрага. Значи тие да сослушуваат ќе можат, согласно таму одредбите од Законот за кривична постапка, одредени во одредена процедура и тие да бидат доказ и да му го прилагаат на судот како доказ собран во текот на истражната постапка. Благодарам. Благодарам. Дали имаме некој друг заинтересиран за коментар или прашање? Повелете. Најпрво би сакала да ги поздравам присутните и да се представам. Јас сум судија Гордана Јакова од Основен 2. Тоа е граѓански суд. И во врска со денешната тема, сакам да кажам дека и господинот представник адвокат Костадин Богданов соопшти дека веќе се намалува бројот на барањата за судењето во неразумен рок, кои што пак беа и најобемни како барања. Претходно се директно се аплицираше во судот во Страсбур, сега во Врховниот суд. И да не биде се дека не е во ред, јас би сакала да укажем дека законските решенија кои што се донесоа пред се измените од 9.9.2011 година на парничната постапка, бидејќи
таа постапка ја работам во граѓанскиот суд, дадоа резултати и во последно време навистина е се помал бројот на тие барања кои што се поднесуваат до Врховниот суд задолжително првин таму за судењето во неразумен рок. Би сакала да напоменам дека тоа се должи пред се на законските измени во Законот за парничната постапка и предпоставувам дека токму тие законски измени и решенија доведоа до оваа ситуација. Не дека предходно судиите не ги постапувале предметите, меѓутоа сега, особено одредбата од член 351 став 3 од ЗПП, која што би ја кажала е вака, значи кога на седницата на Советот ќе се утврди дека пресудата против која е изјавена жалба се заснова на суштествена повреда на одредбите на парничната постапка или на погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, а пресудата веќе еднаш била укината, второстепениот суд ќе закаже расправа и мериторно ќе одлучи. Всушност, оваа законска одредба во многу придонесе предметите да траат пократко пред првостепените судови. Значи, не е тоа дека предходно не постапувале судиите, меѓутоа била дадена можност да биде одлуката укинувана од страна на апелациониот суд повеќе пати и со тоа постапката нормално дека ќе се одолговлечува и ќе трае со години, бидејќи предметот може да се врати без некои јасни напаствија, едноставно да се задржат само судиите на, да речеме, само на суштествената повреда, без да се произнесат по однос на фактичката состојба, па после ќе почнат да укинуваат за фактичката состојба. Значи, сето тоа придонесуваше да првостепениот суд, мислам, веќе кога постои таква можност, да постапува во недоглед, да речеме, по укинувачки одлуки на апелација. Мој предлог е ова како, да речем, законско решение кое што дава резултати, доколку е можно, да се имплементира и во кривичната постапка, бидејќи па таму вакво законско решение нема, што значи дека кривичните судии кои што сега скоро беа прозвани, не дека не ги работат предметите, туку дека едноставно постои можност да тоа укинување придонесува за продолжување во недоглед на постапките, па тоа па доведува до ситуација да може би тоа дело па и ќе застари, па се прашувам зошто па тоа, да речеме, направен таков превид во кривичните постапки, кога сега законот дава можност и тонски записи да се снимаат, значи, рочиштата, или па тоа треба да се предвиди и во кривичната постапка во претресите, каде што колегата обвинител рече, сега ќе кажат едно, па после во текот на постапка, во претрес, во кривична постапка ќе кажат, таму бев јас присилен, па вака, па таму, па не се сеќавам. Значи, друго е вака кога ќе има еден тонски запис, кој што ќе му го освежи, да речеме, сеќавањето на тој што кажал едно во истрага. Сакам да напоменам дека имам работено и во истрага и знам тоа како изгледа, да речеме, во пракса, кога има, да речеме, притворски предмети, сето тоа. Таму па има и ситуации, нели, негово право е со молчење, значи, кога ќе има тонски запис, особено во кривичниот суд, а се има еден парадокс, па тоа е тонскиот запис, па се инсистира во граѓанскиот суд, кој што навистина ние и досега не сме имале некои проблеми. Меѓутоа, тоа е веќе, значи, моје размислување за кривичната постапка, каде што многу мои колеги беа скоро прозвани на траењето на таа кривичната постапка со име и со презиме, што не беше во ред. Во однос на законските решенија, освен овој член 351 став 3 од ЗПП, кој што кажав дека на вистина придонесе да се постапките скратат, има и други законски решенија кои што во тоа придонесоа, како, например, роковите во кои што треба да се постапува, или оној член 301 кој што се измени, предходно беше исто дека ќе почнат при промена на совет, а знаете, ние судиме, да речеме, со двајца поротници, па едниот поротник од било кои причини, ако не е присутен, па почнуваме пак од поново. Ајде сега пак со слушување под задолжително на странки, по предлог па и на сведоци. Значи, во оваа ситуација, кога во законскијата одредба е напишано дека рочиштето ќе продолжи, тогаш, значи, судот не е обврзан сега да ја почне одново постапката пред променетиот судски совет, него накратко ќе ги изнесе сите тие, да речеме, виднувања што биле во претходната постапка,
Постапката продолжува со самото тоа, значи таму кај што да речеме застанала, сега ќе продолжи и автоматско има скратување на рокови. Би додала дека овие законски одредби во ЗПП, да речеме, придонесува поднос на доставата, исто да се поедностави, зборувам за правните лица. За физичките лица имаме се уште проблеми, бидејќи правното лице е уредно покането, доколку не се јави на адресата кај што е регистриран во Централниот регистар, тогаш ние имаме право и можност наредно, значи, тужбата да се достави преку огласна табла на адреса кај што е регистриран. За физичките, значи, со тоа доставата е уредна, се крати постапката, меѓутоа кај физичките лица се уште имаме проблеми. Веројатно ќе има и некои измени во тој дел за да се поедностави, да се скрати постапката, а да речеме за доставата пак не може, беше изложено дека да речеме трае долго, по година дена ништо не се постапува, едноставно се постапува бидејќи тоа не е можеби за странките да речем забележително, меѓутоа па ние сега имаме некои законски одредби што на пример мора тужбата да се достави на тужениот на одговор. Па не можеме, мислам, тоа е една предпоставка која што ја работи судот, меѓутоа за она другата странка не е видлива. И така да сега имаме ситуација да дојде, па што обидна со мојата тужба, па ништо не е, веа не сум викнат. Па не може да биде викнат ако законот задолжително кажува дека таа тужба треба да се достави на спротивната страна на одговор. Значи, тие законски одредби во дел навистина ја скратија постапката, а за некои, да речеме, законски решенија, па да речем малце и во еден дел ја одолговлекуваат. Меѓутоа, во целина зборувано, сакам да кажам дека новиот ЗПП дава, да речем, и добри резултати, особено во граѓанскиот суд. Ние поднесуваме извештај, еве и денес имаме некој колегиум, каде што, да речеме, статистички се гледа кои предмети, која година се значи почнуваат постапките, значи иницијално со поднесување на тужба, и навистина можам да кажам дека во основен 2 во таа страна за траењето на постапките кои што пак рековме дека се во 80%, господин Богданов кажа дека на тоа се однесува, значи судење во неразумен рок, дека таму навистина новите одредби даваат и, да речем, резултати, бидејќи постапките навистина тие кај што има некое, да речем, подолг временски период од поднесување на тужба до одлучување, тука веќе, да речеме, тие се многу малку на број и во парничниот суд навистина се малку, се не можам точно да кажам, меѓутоа тоа, да речеме, секој судија, ние сме некаде 25 во граѓанското одделение, зборувам за чиста парница, да имаме по 2-3, ние што ги велиме стари предмети заклучно со јуни 2011 година, што навистина мора да кажеме дека тоа не е некоја голема бројка, мислам и нормално дека со тоа и тие, мислам, кога ќе се создадат услови, дека со тоа едноставно ќе се намалат барањата за судење во неразумен рок, кои што пак и се најголеми и претходно директно се аплицираше во судот во Страсбур за човекови права. Благодарам. Благодарам, судија. И во нашата анализа се предлага токму затоа и воведување на или зајакнување на принципите на единство на постапките и ограничена ределегација, токму со цел да се забрзаат постапките и да бидеме поблиску до тој идеал на судење во разумен рок. Следна пријавена за збор Даница Џонова од владиниот агент, односно од Бирото за застапување. Повелете. Да. Ако може микрофонот да дојде до Даница. Во службата на владиниот агент сум од 2005 година до денеска, што значи дека низ изминативе години многу и од застапувањето и од извршувањето сум имала можност да го гледам од многу блиску, да не изборувам и за тоа дека во делот сите тие активности кои биле превземани од страна на службата на владиниот агент, директно сум учествувала. Јас искрено би сакала да им честитам, да се приклучам кон оние кои им честитаа на авторите за нивното дело. Сметам навистина дека представува пионерско во оваа област, односно на оваа тема.
иако насловот зборува за тоа дека анализата ќе се задржи на имплементација на пресудите на Европскиот суд за човекови права, но што внимателно ја прочитал, сигурно забележал и констатирал дека таа реално прави обид да биде поширока од тоа. Таа се осврнува и коментира и дел од одбраните што државата ги дава во конкретни предмети пред Европскиот суд за човекови права, па и коментира реално некои од активностите кои авторите самите во некаков обид ги идентификувале како мерки кои државата ги презела во насока на имплементација, односно извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права против Република Македонија. Заради таквите димензии на самата анализа, веројатно дебатава која денеска е предвидена во оние временски рокови во кои е предвидена е премногу тесна за да можеме да се осврнеме на сите елементи. На моменти таа веројатно ќе биде општа, на моменти многу специфична и детална, задржувајќи се, например, на кривичната постапка или на постапувањето на јавниот обвинител во рамките на кривичната постапка. Јас ќе се обидам да бидам многу кратка. Од тие причини, веројатно, ќе скокам од тема на тема, обидувајќи се да офатам што е можно повеќе од она што е содржано во оваа анализа. Не би сакала да се впуштам во препораките, затоа што сметам дека тие доаѓаат на крајот и темал на таквите препораки представува самата анализа, затоа првенствено ќе започнам од анализата како таква. Ќе се повикам реално на она со што почна професорката на почетокот. Мислам дека и во анализата го споменува истиот цитат во контекст на пресудата Радко против Република Македонија, која, како што гледам во анализата, е ставена под насловот слободен изразување, меѓутоа за волја на вистината во случајот Радко против Република Македонија проблем имаме со слободата на здружување. Меѓутоа професорката извади еден цитат од пресудата во која вели дека треба да бидеме толерантни кон оние кои имаат поинакви мислења и ставови, и затоа ве замолувам, значи не сакам да ја намалам важноста на анализата како таква, напротив, сметам дека в дискусија од овој тип дефинитивно ни се потребни во иднина уште почесто. Меѓутоа морам да забележам дека првиот мој впечаток кога ја прочитав целата анализа и кога ја затворив на крајот беше дека реално за судот во Страсбург, за неговата судска пракса, за извршувањето, значи за сите сегменти од системот на заштита на човековите прави кои ги нуди Советот на Европа, сите треба да учиме уште многу. Кога ја започнав да се профилирам, односно да се градам како правник, господјата Најчевска за мене беше синоним за човекови права и се уште е така, и навистина ми е жал кога во незината анализа наоѓам работи кои едноставно се апсолутно невистинити или неточни. Например, на страница 17 ќе се обидам да бидам што е можно попрецизно. Од анализата се вели дека општи мерки се потребни да се презимаат и во случај на спогодбено решавање на предметите, што е апсолутна невистина. Во предметите кои завршуваат спогодбено пред Европскиот суд за човекови права и кои точно ги следи Комитетот на министри, треба да се преземат оние мерки кои државата во спогодба со апликантот се обврзала да ги превземе. И ако земете да ги анализирате нашите предмети кои се завршени спогодбено, ќе дојдете до заклучок дека единствена обврска во сите нив, значи без исклучок, е реално само исплата на надомесна штета. Ја гледам вашата реакција, ако може веднаш да ви кажам, јас се согласувам дека има поинакви спогодби. Меѓутоа не и во случајот на Република Македонија. И вистината е дека она што треба да го преземе државата е она за што таа се договорила со апликантот. Ако тоа подразбира и некако вид на општи мерки, во ред. Меѓутоа, спогодбеното решање на предметите само по себе не имплицира преземање на
општи мерки. Второ, на страница 15 се вели дека правото на обештетување следува во случаи доколку ситуацијата не може да се врати во претходната состојба и доколку не може да се отстранат последиците од повредата. Онака како што тоа е напишано, мене вака ми звучи, дека судот во Страсбург досудува надомест, па потоа ние се враќаме, например, преку повторувањето на постапката, да ја вратиме состојбата во она ситуација пред настапувањето на повредата на конвенцијата, па доколку тоа не сме во можност, потоа апликантот има право на уште едно обештетување. Што исто така не е точно, ниту по нашите закони, ниту пак е точно по било кој правила на судот или на комитетот на министри. Друго, повторувањето на постапката, која мислам дека на едно место, значи мислам дека не е точно идентификувано дека реално можноста за повторување на постапка по пресуда на Европскиот суд за човекови права, во кој е констатирана повреда на конвенцијата, е можна во сите процесни, е обезбедена, значи како можност во сите процесни закони во државата. При тоа, повторувањето на постапката не представува вид на општа мерка како што овде е идентификувано, туку напротив, тоа нема врска со извршување ниту на една конкретна пресуда против државата, туку има врска со спроведување на препораката на Комитетот на министри од 2000 година. И реално тоа е само рамка за индивидуални мерки, зашто повторувањето на постапката не представува општа, туку индивидуална мерка која може да ја ремедира само состојбата на апликантот лично и не може да превенира идни слични повреди на конвенцијата. За она околу статистиката. Значи, овдека пред мене имам извадоци од годишниот извештај на Комитетот на министри. Значи, не е извештај на владиниот агент, ниту на било која друга државна институција на Република Македонија. Прво би сакала да се осврнам на роковите во кои се исплаќа надоместот на штета и воопшто на исплатата на надоместот на штета по пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Значи, ако нешто за волја на вистината оди најмалку спорно во целиот процес на извршување, тоа е токму исплатата. И не е точно дека и постојат пресуди или одлуки кои чекаат на исплата повеќе од 2 години, како што е на едно место констатирано во самата анализа. Например, во годишниот извештај, значи за минатата година на Комитетот на министри, ќе видите дека во делот на исплатата се вели дека во 2011, се извинете што ќе морам вака во детали, меѓутоа во 2011 Република Македонија исплатата ја извршила во рок во однос на 25 предмети. Во 2011 во рок биле исплатени 58 предмети. Во 2011 со задоцнување биле исплатени 10 предмети, во 2012 со задоцнување 7 предмети, а при тоа извештајот укажува дека на крајот, значи на 31.12. минатата година, за потврда на тоа дека извршена исплатата чекаат само 4 предмети. И сега сакам да ви објаснам. Значи, неспорно е дека негде имаме доцнење и можам да ви уверам дека не станува збор за доцнење кое е, не знам, годишно или повеќе годишно. Се работи за задоцнување од неколку месеци. Ова што чекаме потврда, Комитетот на министри чека потврда за исплата и слично, се работи за ситуации најчесто од овие два вида. Верували или не, ние имаме апликанти кои одбиваат да ги дадат податоците кои се потребни за да исплатата се префрли на нивна сметка. Не се задоволни од одлуката, од пресудата, не се задоволни од сумата и тоа е начин на кој тие го изразуваат својот протест. Значи, реално,
во нашата канцеларија постои доказ од кој можете да видите дека од апликантот се побарани таквите податоци, меѓутоа никогаш не пристигнале. И во Законот за извршување постои начин на кој тоа е регулирано, затоа што во отсуство на добивање податоци од апликантот, парите од Министерството за финансии, значи од буџетот на РМ, се префрлаат на трезорска сметка на Министерството за правда, од каде што реално по добивањето на податоците за исплата, исплатата би течела многу побрзо. Или реално понекогаш се јавува, значи, за доцнување, па нас ни треба определено време да го известиме Комитетот на министри за точниот датум на кој е спроведено и извршена самата исплата. Значи, толку во однос на исплатата на надомесна штета. Сега, кога зборуваме за останатиот дел за индивидуалните и општите мерки, јас би сакала да кажам дека реално самиот комитет на министри и неговиот систем на надзор над извршувањето го гледа низ призмата на така наречени водечки и клонирани случаи. Доколку вие ги соберете заедно сите, точно тоа може да искочи некоја голема бројка. Меѓутоа, вистината е следна. Например, неспорно е дека Република Македонија имаше поголем број на пресуди во кои е констатирана повреда на правото на судење во разумен рок. Реално сите тие се систематизирани во групи и тоа според природата на предметот. Значи имате водечки предмет за предметите во кои е констатирана повреда на правото на судење на разумен рок во парнични случаи. Па имате таква група на случаи каде што е повредено правото на судење во разумен рок, во кривични постапки и така натаму. Реално, ако таквите присуди тие несомнено укажуваат на еден посистематски проблем во државата, реално преземањето на општи мерки за извршување на овие пресуди во суштина би ги затворило целата оваа група на предмети заедно. Така да реално статистиката дозволува со неа да се поигруваме, меѓутоа треба да бидеме прецизни и внимателни кога ја презентираме и кога зборуваме за истата. Ако ми дозволите сега, јас би сакала повторно од извештајот на Комитетот на министри да ви објаснам низ ова само дозволете ми. Значи вака, на крајот од 2012 простете, само да ја најдам вистинската табела. Да не губам време за интервенција, ќе ја пронедам, па ќе се вратам на неа повторно. Значи, исто би сакала да се осврнам само уште на неколку работи. Значи, не сметам дека владата е она која треба да одлучува за општите и поединечните мерки. И лично мене не ми смета што во делот на меѓуресурската комисија на секоја наредна седница од страна на државните органи имаме све пониско и пониско ниво. Јас ќе бидам многу среќна и задоволна доколку успееме да го задржиме ова ниво, каде што на секоја меѓуресорска седница без исклучок ги имате највисоките представници на сите органи во правосудството. Значи почнувам од судски совет, совет на јавни обвинители, јавно обвинителство на РМ и така натаму. И ќе ви објаснам зошто. Затоа што реално Богданов се обиде да објасни зошто ние не сме адвокати на владата, туку сме адвокати на државата. Од проста причина што реално еден предмет пред да отиде во Страсбург, тој мора реално да ги помине сите судски инстанции во државата. Што значи дека реално обврската за заштита на човековите права примерно лежи на судовите во Република Македонија и на јавното обвинителство, значи на правосудните институции. Ако имаме повреда, реално повредата најчесто е направена во самите судови или во јавното обвинителство, кои реално не успеале
на апликантот да му понудат заштита на неговите права од конвенцијата. Повторувањето на постапката е како еден од инструментите на кој може да се со кој може да се ремедира или да се изврши пресудата, повторно ве враќа во судството. Нека и органот, например, на државна управа, еве не знам, да земеме тортура, па например, еве некој е тепан од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи. Тој не ве враќа во Министерството за внатрешни работи, ве враќа во судските органи, каде што реално треба да се обезбеди доволна заштита. Друг сегмент е превенцијата, во смисла на што реално сите треба, нели, да се однесуваме на начин со кој ќе ги почитуваме правата кои ги предвидува истата. Во овој наврат толку, затоа што сметам дека ќе имаме дискусија плодна врз основа на ова што го кажав, а јас ветувам дека ќе се навратам со статистиката за водичките и клонираните случаи против Република Македонија пред Комитетот на министри. Благодарам многу. Веднаш му давам збор, бидејќи веќе се ближиме кон крајот на дискусијата. Му давам збор на господинот Сашко Тодоровски, еден од авторите на оваа анализа, а потоа и на професорката Најчевска. Благодарам. Па, може би и ќе одмоцев. Меѓутоа, она што може би беше мој индивидуален страв се оствари. Една од пораките на овој труд е дека временската димензија е површината, е капакот од Пандорината кутија. Еднаш кога ќе го отворите капакот, внатре ќе видите чуда и чудесија. Значи има редица други слабости кои што треба да ги перцепираме. И од тука временската димензија, да, се пристапува, се обидуваме нешто да направиме таму. Има придвижување, тоа никој не го спори. Но далеко од тоа дека е тоа некаков си тотален успех или не. Во едно од актуелните судења што ги наблюдувам, што ги мониторирам, ете оваа година, почна во февруари, продолжи во март, потоа еднаш се одложи заради болест на судечкиот суди, еднаш заради адвокатот на обвинетиот, веќе 7,5 месеци уште не се слушнати сите искази. Се одложува по месеци, по два, она што зборевме, нели, за таа работа. И тука, ако навлеземе, ќе видиме дека се уште далеку сме од она што значи принципот нареден ден. Денеска завршила заради тоа што времето поминало. Нема потреба од некој нов доказ, од некој вештачење, од некоја анализа, но утре се продолжува. Утре. Потоа утре задутре. И до крајот на неделата тоа да биде чисто. Иначе ќе се соочиме и се соочуваме со она што го спомна судиката Секова, тоа е после 6 месеци ја веќе не се сеќавам без добро да ги проверам своите забелешки, ама баш на освен два бисера ништо друго. Меѓутоа, тоа е ВМО, тоа е површината. Она што е вистинското е, јас се согласувам дека има и честни, и добри, и јавни обвинители, и суди и така натаму, ама она што значи индивидуа против индивидуа е нешто што би требало да биде некаков тотален минимум. Она што зборуваме е каде се нашите јавни обвинители и судии кога е во прашање индивидуата против државата. Иначе, патемно тоа governmental agent значи дека е тоа агент на власта, не на владата, не на собранието, туку на власта, governmental agents. Okay? И заради тоа, клучно е, имаме моćна макинерија со ресурси, со институционални рамки, со се и се, што на друга страна имаме едно мало човече. Јарно, развојот на правото од jus контра индивидуум или правото како начин да се скроти тоа мало човече прераснал со универзалната декларација преку двата пакта на Обединетите нации за човекови права во систем на одбрана на човекот. Jus индивидуи. Значи право во полза на индивидуата. И сега прашањето е дали ние го следиме тој тренд или пак обратно се враќаме назад. Се враќаме назад
во ситуации кога, ние секојдневно пред 2 дена имавме поплака од новинарите дека Кежаровски добил притвор, а не се објаснува зошто му се дава притворот. Може да побегне, да, и јас можам да побегнам, па мене не ми изрекувате притвор. Ја може би и сакам да побегнам, ама никој неќе да ми даде притвор. Значи, тоа не е. Образложение кратко, никако бе моја. Па тоа е нарушување на најсилното право на слободата. Образложението мора да биде крцато зошто му изрекуваме мерка, притвор. Ако во Шведска на осомничен за атентат на премиерка, односно министерка за надворешни работи, му дадоа цели 8 дена и се тресеа да не прекрдашиле, кај нас 5 пати продолжуваме 30-дневен притвор. Нешто тука не чини. Значи, поентата е таму. Иначе, обештетувањата, тука малку не можам никако да се согласам со вас. Значи, судот нагласува дека тоа не е материјална оштета. Добро. Значи, тука можеме да длабиме. Понатаму, повторување на постапка. Повторување на постапка во конкретен случај е индивидуална мерка. А можноста, една рес јудиката, повторно да дое на суд и да се повтори постапката, тоа е општа мерка. Или, ова што го спомнавте, може би не го довршивте, Радко, случајот Радко. А знаете ли каде е прв пат употребена таа формулација што професорката Најчевска ја цитираше? Омо Илинден Пирин против Бугарија. Имете го тоа предвид, мол. Значи, суштината е, овие случаи не се Радко против Омо Илинден, туку е Радко против Македонија. Омо Илинден Пирин против Бугарија. Сашо Георгиевски против Македонија. Значи, ова мајчко човече против држава. Моćна, голема, која е спремна да го столчи. И ќе извади уште 10 извештаи, и ќе извади аргументи, и во истиот тој случај што сега го наблюдувам, акутно, значи сега тече, доаѓаме малку доцни нешто, судот најпосле се отвараат вратите, влегуваме, јавниот обвинител си седи таму и си му абети со судот. Умре непристрасноста на судот, умре еднаквоста на средствата, господинот си седнал и си му абети со судикава. Како е тоа можно ако ние носиме законски решенија? Многу едноставно. Ние имаме практика, имаме врежани навики, сигурен сум дека и судијата и јавниот обвинител ќе се согласат, тоа се некои работи на кои дури и не обрнуваме внимание. Ама тие менуваат многу. И заради тоа, ве молам, идејата да се затвориме по прашањето за времето и истекот, тоа е во спротивност на она што Европскиот суд за човекови права го рекол уште во случајот на Делкур против Белгија, дека рестриктивното толкување на членот 6 е неприфатливо. Членот 6 е нешто многу широко, многу високо, многу длабоко. Благодарам. Се извинувам ако задржав. Благодарам, господине Тодоровски. Одиме со професорката Најчевска. Повелете. Благодарам многу. Мене ми се допаѓа што почнавме да зборуваме и најверојатно ова треба да го искористиме само како почеток и очигледно е дека сите имаме потреба за тоа да зборуваме и дека треба да продолжиме да зборуваме, односно не треба да се задржиме само на оваа единствена средба. Она што уште еднаш би сакала да го повторам посебно кога се спомна дека станува збор многу често за индивидуални случаи или за изведување заклучоци од одделни пресуди. Да, мислам точно тоа. Ние во нашиот склоп на размислување забораваме дека пресудите на Европскиот суд за човекови права внесуваат генерална промена во нашиот правен систем, односно го внесуваме преседентското право. Во преседентското право апсолутно секоја пресуда и онаа најмалата е важна. Значи, од секоја пресуда ние треба да ги извлечиме и општите заклучоци. Не е важно дали се работи за водечки или за некаков друг случај. Значи, секоја пресуда е извор на право за законодавецот, за судиите, за јавното обвинителство. Значи,
тоа е нешто што никако не смееме да го заборавиме и не смееме имплементацијата и извршувањето да го завршиме со она што представува постапување со индивидуалниот случај. Да, завршен е одреден случај спогодбено, меѓутоа тоа не значи дека нас не тангираат елементите кои што треба да ги извлечиме од тој случај. Дури и во извештаите на владиниот агент, тоест на governmental, на властниот агент, пишува дека во моментот кога станува збор за спогодбено договарање, дури се предпоставува дека државата е признала кривицата. Државата признала дека направила грешка, државата признала дека имаме проблем. И сега, со тоа што ние сме го затвориле тој случај со спогодбено некакво договарање, тоа не значи дека државата треба да рече не постои ни проблемот. Не, проблемот е тука и проблемот треба да се адресира и тоа со воведувањето на општите мерки. И во врска со статистиката, тука вистина не би влегла во расправа, за секој од статистичките податоци постои линк, односно врска, од каде се извадени, можеме да разговараме за тоа дали тие таму точно ги прикажале или не ги прикажале статистиките, меѓутоа за тоа овдека на вистина е многу тешко вака да се расправа, можеме на некоја друга средба. Благодарам многу. Благодарам, професорке. Мислам дека имавме квалитетна дискусија. Судија Цаца повелете. Јас само сакам да укажам дека интервенција во одредено право, тоа не смееме да го заборавиме, се прави и само со закон. Нити мора суд да има, вие цело време зборувате за судска постапка, цело време зборувате, предметот се враќа назад и така натаму. Јас не џабе на сам почеток реков дека и парламентарци треба да има овде. Заради тоа што има луѓе кои што го носат законот, а проблемите од законот треба да ги видите, има многу предмети каде што точно тоа е констатирано. Спогодбеното, во одредени спогодби, ќе видите дека стои тамо дека не се сака да се нотира дека е направена повреда. Меѓутоа, анализата друго кажува. Ако погледнете кај Јанева, не е само спорот, не е само должината на постапката. Тогаш понудивте ненормална сума. Молам? Не е тоа важно тогаш, не тогаш. Важно е дека судот тамо утврди и кај сите спогодби утврдува што се случува со самиот предмет, дали има продолжување на повреда. Значи се бави со прашањето на повреда. Кај Јанева точно беше кажано дека и прашањето за надомесна штета инволвирано во одредениот надоместок. Така да не можеме ние да кажеме спогодба е направена, точка. Самиот факт дека е спогодба направена за должина на постапката покажува нешто. Ние сакале да прифатиме или не, тоа покажува нешто. И утре задутре тоа ќе биде некаде тамо ставено во некоја фуснота дека Македонија има проблем со должина на постапка. Така да не можеме ние да се вадиме со тоа спогодбата е направена и заради тоа што е направена спогодба не се прифаќа дека имало повреда. Не. Самото тоа што е почната некаква постапка во таа насока, многу работи укажа. Благодарам многу и на самиот крај Даница Џонова повторно се јави за збор. Ќе дотрча сега микрофонот. Благодарам. Повер. Значи, за мене, еве, пошто зборувате за... Значи, рековме дека реално кон спогодбено решавање пристапуваме во поново време и само за случаите кои се однесуваат на судење во разумен рок. И тоа го правиме откако судот донесе бројни пресуди на таа тема. Значи, реално за проблемот многу повеќе зборуваат пресудите отколку спогодбите. За статистиката, јас пошто ветив, сепак ќе ми дозволите, значи, на крајот од 2012 реално
во постапка, значи зборувам за водечки случаи, чие извршување трае помалку од 2 години, има 5 случаи. Во водечки случаи кои на крајот од 2012, чие извршување траело во период од 2 до 5 години, се 13, а реално чие извршување траело повеќе од 5 години, се само 3. Значи, реално, сакам да кажам, кои се димензиите на проблемот со извршување пред Комитетот на министри. И сега, за ова, ако ми дозволите само да реплицирам, јас не сакам да кажам дека извршната власт е ослободена од тоа да предлага закони кои се на релација на Европската конвенција или пак судската пракса на судот. Меѓутоа, знам дека судиите се оние кои може да го дерогираат домашното законодавство и реално да се повикаат на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбург и да пресудат онака како што треба. Затоа, простете, може би грешам, меѓутоа, реално јас сметам дека судиите и јавното обвинителство во примената на праксата на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, па ако сакате и во превенирањето на бројни пресуди, особено кога тие се однесуваат на самата постапка која се одвива пред овие институции, во зголемување на свеста, значи ако еден судија во држава го дерогира домашното законодавство и се повика на пракса на судот во име на човековите права, сметам дека реално тоа ќе бидат значајни лекции за сите во однос на тоа како треба да се почитуваат и како треба да човековите права и како треба да се имплементира праксата на Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа, ако ми дозволите да завршам онака како што почнав, сето тоа бара многу учење. А учењето е процес. Благодарам. Благодарам многу. Благодарам на сите и за присуството и за учеството. Токму како што рече и професорката и Нада од Фондација Отворено општество Македонија, мислам дека оваа средба треба да биде почеток на овие дискусии и придонес на нешто што треба да доведе до подобрување на системот на заштита на човековите права во Македонија. Ве повикувам по дебатата на освежување во салата до нас и се гледаме во наредната прилика. Благодарам.